Slušam kaj šumat, šumite, bukite. Slušam kaj šumat, šumite, bukite. Slušam kaj šumat. За народот кој со векови живее на парчево земја кое се вика Македонија, а самиот себе се нарекува македонски, досега многу е пишувано, истражувано, снимано, како од автори кои просторно се далеку од Македонија, така и од автори кои потекнуваат од ова подрачје. И кај едните и кај другите се среќаваат податоци кои датираат од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, византискиот, средновековниот македонски период, периодот од Отоманската империја и денешниот. Но исто така, драги мои, за народот кој со векови живее на ова парче земја, која се вика Македонија, а самиот се нарекува македонски, за неговата борба за слобода, борба за создавање на своја држава, борба изразена преку многу знаени и незнаени битки, побуни и востанија низ вековите против завладувачите со Македонија, зборуваат и пишаните документи од многу учени луѓе кои датираат низ времето минато од првата половина на 17-тиот, продолжувајќи низ 18-тиот, 19-тиот, 20-тиот век, низ 18-те поминати години од стотуку започнатиот 21 век. Патувајќи неуморно низ Република Македонија во изминативе 26 години, посетувајќи околу 1700 села, му обетејќи со многу мештани од овие населени места, забележувајќи ги нивните приказни преку пишан текст, аудио и видео записи за нивните родни краишта, приказните за нивните родословски корени, приказните за многуте знаени и незнаени настани, борби, битки и востанија, кои во минатото се случиле во нивната околина, ме наведе на тоа овие нивни устни преданија не само да ги споредам со пишаните документи и артефакти кои датираат од многу старо време, туку и со пишаните документи и артефакти од многу учени луѓе од 17-тиот, 18-тиот, 19-тиот век, за да ги надополнам моите сознанија за времето кое одамна одминало, но и да посетам дел од местата, локациите каде што во минатото се случиле овие настани, а се нераскинлив дел на историјата на македонскиот народ. Сето тоа, драги мои, што досега ви го раскажав, ме наведе да посетам некои градови, села, реки, долини, планински масиви, котлини и со рамнини со желба да бидам на тоа место каде што се случила таа побуна, битка, востание од нашето поблиско минато. Се одлучив да посетам неколку региони и тоа во Западна Македонија, каде што точно пред 114 години во тие региони се одвивале бурни настани. Тоа се регионите каде што е кренато Линдесето востание на 2 август 1903 година, на сам ден на Илинден. Се одлучив да го посетам Мавровско, Кичевско, Демикисарско, Крушевскиот регион, каде што се одвивале пред илинденските револуционерни настани, за да ги надополнам моите сознанија за тоа како се одвивале подготовките на востаниците на македонскиот народ од овој дел на Македонија по донесените одлуки на конгресите одржани во Солун во 1903 година и Смилево од страна на Македонската револуционерна организација за кревање на востание против Отоманската империја на сам ден на Илинден, на Свети Илија, а дел од тие мои сознанија и вие, драги мои, да се запознаете со истите преку аудио-визуелниот документарен запис. Сето што претходно ви го раскажав, неодамна го реализирав,
додека престојував во Мавровско-Кичевско, Демихисарскиот Клучевски регион, каде што пред точно 114 години се одиграло Илинденското востание, потоа речено се одвивале подготовките на востаниците пред да биде кренато востанието. Овој мој престој токму во регионот каде што се одвивале подготовките на востаниците пред кревањето на востанието немаше да биде реализиран без членовите од Сдруженијето на Мавровско-Горнореканскиот регион, кое и оваа година го организира Илинденскиот марш, насловен како Мавровско-Горнорекански Илинденски марш 2017. Овој мој престој токму во регионите каде што се одвивале подготовките на востаниците пред кревањето на востанието не можев да го реализирам без Мавровско-Горнореканската којница, без Кичевската којница, без Демихисарската којница. Почитувани мои, откако завршивме со предпојдовните подготовки, пред да тргнеме по речиси 250 километарскиот пат, како што и во тоа господово лето 1903, кога комитите тргнале во раните утрински часови, по утринската литургија и по Божиот благослов што им го дал игуменот од Вробенската црква Свети Никола на 26 јули 1903 година, и ние нашето патешествие го започнавме, како што претходно напомнав, на 26 јули 2017 година, исто од селото Врбен, исто така во дворот на Вробенската црква Свети Никола, во раните утрински часови, по утринската литургија и по Божиот благослов што им ја даде на којницата рајонскиот парох во Вробенската црква Свети Никола, кој пат го поминавме за 8 дена, тргнувајќи од селото Врбен, продолжувајќи до Мавровијанови, движејќи се покрај брегот на Мавровското езеро, до селото Никифорово и селото Маврово, оддавајќи почит на хероите Чеде Филиповски даме, на стреланите партизани кои во Втората светска војна ги дадоа за независна Македонија и на првиот поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Доситеј, накачувајќи низ Јанечкиот превој и Галичкиот преслав, свртувајќи десно во правец на местото виканото Нивода, потоа десното Нивода, продолжувајќи по стариот Макадам, кој според некои пишени документи го изградиле во многу дамнешно време македонските легии, кој Макадам криволесто се извива низ колоритните убавини, чии убавини природата од памтивека и ги искала на Бистра планина, се до Бачилото Салтаница, движејќи се по планинскиот Макадам, кој води во правец на Бачилото Солумница, кој Макадам натаму води во насока на Бачилото Раштанец, каде што навлегува во Кичевскиот синод, во атарот на селото Кнежино, сечејќи го манастирскиот имот на манастирот Крушино, се до синорот на селото Другово, а оттаму навлегувајќи во синорот на Демихисарско, а преку село Пополжани, во родното село на војводата Јордан Пиперката, селото Позица, движејќи се по цртот на Бистра и Плакинска планина, кон Илинскиот манастир Свети Илија, низ атарот на селото Големо Илино, низ административниот центар на општина Демихисар, градот Демихисар, накачувајќи по јужните ограноци на Бигла планина до револуционерното село Смилево, родното село на Дамјан Груев, место каде што во 1903 година се одржал Смилевскиот конгрес, престојувајќи во револуционерното село Прибилци и преку Острилскиот превој на Бушева планина во Крушево, а оттаму до славниот Мичкин камен. Другари верни, другари македонци, кога ни село врвите, со коњи да не тропате, не тропате. Кога ни село врвите, со коњи да не тропате, не тропате. Почитувани мои, откако преноќивме на падините на Бистра, поточно речено на Бачилото Раштанец, откако одморивме со зазорот на новото утро, новиот ден, откако го истимаривме, го нахранивме и напоивме со вода и оседлавме нашиот којнички ескадрон,
го продолживме патот кон Крушево, по патот каде што пред точно 114 години, според манастирската историја на многовековното македонско духовно христијанско православно светилиште манастирот Свети Јован Бигорски, кој овој манастир служил во подготовката на комитите, а монасите Гаврил Карапела и Гаврил Русна со помош на Никола и кераџијата Секула направиле неколку топови, а браќата Канчевски ги натовариле топовите на коњи и ги пренеле преку Бистра до селото Душегубица, за да во самото предвечерие пред Илинден бил испукан првиот истрел што го означил почетокот на Илинденското востание. Вчера на 26-ти, околу 11 часот, значи почна таа церемонија која треба, нели, припрема за тргање во, значи, во селото Врбен, црквата Свети Никола. Од тука почнаме, патот наш почна за славно Крушево, потоа поминавме низ Мавровјано, село Маврово, од село Маврово супативме кон планината Бистра и синојка стасавме тука на местото Кичевски Бачила, каде преночивме. Еве денеска нераздени, ги припремаме коњите и значи ќе тргнеме сега за Кнежино, поточно во манастирот во Крушино. И тамо каде ќе се споиме со Кичевската конјаница и ќе го продолжиме патот за Крушево. Значи, откако ќе се споиме со Кичевската конјаница, одиме во црква во Кичево, каде ќе земеме благослов од свештените лица. И го продолжуваме патот према Козица. Во Козица, ќе преночиме во Козица и тука фактички ни завршуваат денешниот денешната маршрута. Како што напомнав, откако завршивме со предпојдовните подготовки, ја започнавме втората етапа од нашата цел кон Крушево, кон Мечкин-Камен, од нашиот 250 километарски пат, по кој пат неколкуте топови пред 114 години, изработени во Бигорскиот манастир, за 8 дена биле навреме префрлени на боиштето во Крушево, каде што во манастирските записи што ги воделе монасите од Бигорскиот манастир, за периодот од Господовото лето 1903 монасите тргнале во раните утрински часови по утринската литургија и по Божиот благослов што им го дал игуменот на 27 јули 1903 година, а го поминале за 8 дена, кој пат и тогаш и сега кривулесто се изива низ колоритните убавини, чии убавини природата од памтивека и ги искала на Биста планина, каде што навлегува во Кичевскиот синор, во атаро на селото Кнежино, сеќајќи го манастирскиот имот на манастирот Крушино, каде што нашиот елинески колински ескадрон запре во манастирскиот двор на манастирот Свети Ѓорѓија, каде што манастирското наместништво не замоли нашиот колински ескадрон да им биде гостин, не само малку да одмориме, туку да ги надополниме нашите сознанија за ова многовековно духовно светилиште преку приказните што ќе ни ги раскаже овој манастирски обитеј. Манастирот Свети Ѓорѓија, кај народот попознат како Книжевскиот манастир, представува манастирски комплекс кој се наоѓа западно од градот Кичево, во непосредна близина на селото Кнежино, на падините на планината Бистра, на надморска височина од над 900 метри, во пределот богат со букова и дабова шума, со повеќе вековна старост. Кнежинскиот манастир Свети Ѓорѓија во минатото и денеска представува значаен споменик во македонската духовна и историска ризница. Светоста на манастирот има длабоки корени. Посветен е на светителот великомаченик Свети Ѓорѓи, а по потекло Кападокија, Мала Азија. Бил војник со висок чин во војската на римскиот цар Диоклецијан. По вероисповед бил христијанин. Во Диоклецијановите прогони на христијаните страда и тој, не сакајќи да се откаже од својата вера.
Манастирската црква во основа е ранохристијанска црква со базиликална форма, изградена во 5 или 6 век од нашата ера, со должина од 27 до 29 метри. Ранохристијанската црква ќе биде разурната во непознато време. Делови од нејзината камена пластика ќе бидат вградени во обновената црква кон крајот на 11 и почетокот на 12 век и во другите објекти на манастирскиот комплекс. Во ова време Кичевската област, а со тоа и кнежинскиот манастир припаѓале кон Византиското царство, а црквата во Охридската архиепископија. Манастирскиот комплекс обстојува, односно живее во средновековието се до неговото палење, запустување и рушење во првата половина на 18 век. Археолошките истражувања се започнати во 1985 година со истражувањата на манастирската црква и манастирската некропола, продолжени во 1998 година и траат со прекини до денешни дни. Откриените наоди при овие истражувања, мозаичниот пот во наосот, камената пластика, керамичките плочи, градежните плочи со написи, фреско-живописот, како и гробната архитектура и прилозите на покојниците го потврдуваат постоењето на манастирот во хронолошка и културна смисла. Фреско-живописот на откриените фрагменти му припаѓа на ранохристијанското сликарство во 5 или 6 век од новата ера, на Комненовскиот и палеолошкиот период од крајот на 11 и почетокот на 14 век. Фреско-живописот од палеолошкиот период веројатно е дело на познатите сликари Михајло Астрапа и Евтихи и потекнуваат од почетокот на 14 век, кога овие области попаднале под српска власт. Манастирскиот комплекс е вратен во живот во 1973 година, кога жителите од селото Кнежино ја градат малата црквичка на западниот дел на старата црква, а во исто време го градат манастирскиот конак. Најновата црква, четврта поред во манастирскиот комплекс, почна да се гради во 1999 година, а во 2007 година на 11 октомври е осветена. Почитувани мои, додека престојувавме во Кнежевскиот манастирски комплекс Свети Ѓорѓија, добре дојде ни посакаа мештаните од селото Кнежино, кои не поканија нашата којница да биде гостин во нивното село и тие да ни раскажат дел од многовековната историја на ова село. Поканата со задоволство ја прифативме, а нивните приказни за многовековната историја на нивното село Кнежино се редеа една по друга, како на филмска лента, а дел од тие приказни предлагам да ги погледнеме во продолжение на оваа репортажа. Те моментално се најдуваме пред Царската чешма, изградена 1974 година, спомен плочата од нападнати борци во Народно-ослободителната војна 41 до 45. Имаме доста млади луѓе, да речеме Пајоновски Љубо, Андоновски Здраве, Петревски Перо, Мосевски Владо, Сабиновски Стојмир и жртви имаме од фашистичкиот терор, што значи дека знаеме кој се Ковриновски Томе и Миловски Кир. Тие се загинати од предавниците, така речено, од соработниците на фашистите. Јас сум Спасе Ципровски од село Кнежино, внук на Милан Ципровски, кој бил учесник во Лиденското восстание 1903 година и бил голем пријател на Ѓорѓи Сугаре. Ова е неговата линденска споменица, книшка еднакво. Легитимација што може да патува слободно низ Македонија без да плаќат.
Otkako Knežinčanci ni razkaža delo od mnogovековната историја за нивното село Кнежино и ни посака среќен пат до Мичкин камен, го продолживме патот кон Кичево, каде што Мавровско горноелеканската којница ја пречека граѓаните на Кичево, приклучувајќи се кон свеченото дефиле, каде што ни се придружи и Кичевската којница, упатувајќи се во Кичевскиот многовековен храм Свети апостоли Петар и Павле, главната градска црква во Кичево, каде што Кичевското црковно наместништво со попладневното богослужение им посака на двете коњаници среќен пат кон Кушево кон Мечкин камен. Господи, помилуй. За да се освети оваа вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да слезе на оваа вода очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде оваа вода лековита за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да и се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Нас да не покаже синови и наследници на своето царство, со пиењето и поросувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со сите свети, самите себе еден друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Склонени носи. Тука. Хајде, на помош светен пат. Светен пат. Светен пат. На помош. Светно. Светен пат. Почитувани мои,
Мавровско-горнореканската кичевската којница, сега со заедничкото име Мавровско-горнореканско-кичевски линденски марш 2017 го продолжи патот преку синород на селото Другово, а оттаму преку синород на селото Пополжани пристигна во родното село на македонскиот револуционер, член и демихисерски војвода на внатрешната македонска одринска револуционерна организација, а од 1897 година дел од четата на војводата Дуко Тасев, а од 1901 година дел од четата на Никола Русински, учесник на Смилевскиот конгрес и во Илинденското востание, еден од најпознатите и најпејаните македонски војводи во народните песни Јордан Силјанов Пиперката. Јунаците еднаш умираат, но никогаш не се забораваат. Македонскиот народ на својот војвода, Јордан Пиперката, роден 1870 во село Козица, погинал 1903 Церско. Овој споменик е направен 2 август 1989 година во село Козица. Мајка Македонија раѓала јунаци и кои загинале за денешнава слобода. А нас ни престанува да се чуваме нашата Македонија. Нека ни е вечна Македонија. Амин. Браво, војводо. Мајко Македонијо, ајде не плачи, ден ќе дојде, ќе ги гушнеш пирин плани. Мајко Македонијо, ајде запејти, ден ќе дојде, ќе те носат води егејски. Може ли да ни ги посочиш кои се илинденците на оваа спомен плоча, кои се од народната војна? Илинденците до 1903 година, па и навака се одовде. Јордан Пиперката, Начо, Арсо, Кочо, Билбил, Миладин, Јован, Силјан, Дејан, Мише, Милан, Тирчо, Јелисеја, Миладин, Ѓерасим, Начо, Синадин, Кочо, Алексо, Кочо, Димко, сега Лачо, да, Стојко Китановски, Ненад Трифуновски, до тука се илинденци. Така. Одовде надолу се Васил Мојсовски, Стојмир Трајановски, Кире Миладиновски, Тасе Трајановски, Стојан Петрески, Круме Пиперковски, Богоја Божиновски, тие се погинати во Народно-ослободителната борба 1943 година. Дел од овие се во Срем загинати. А дел тука се, нели, расчистување на тоа после ослободувањето, остатоци и така натаму. Имам и лично своја песна составена, мислам така колку е автентично, текстовите се мои. За моето родно село Козица имаме презентирано, значи, неколку пати и баш претходниот едно село Белица ја исполнивме. Само еден сегмент од неја да ви кажам, вака изрецитирано: браќа наши печалбари, родни браќа македонци, село вие пак дојдете, убав живот поминете. Овде е природа убавина, родна грудка ви е таткова. Овде е природа убавина, родна грудка ви е дедова. Зборовите, мислам, кажуваат се. Сходно кажаните стихови се од нашата песна напишана за селото Козица. Во следните моменти, значи, ќе можеме да ја слушнеме како звучи песната со нашите инструменти, народни инструменти. Може да кажем.
selo makedonsko i planine do Torjansko, samo selo makedonsko. Kozica, Kozica, samo selo Jordanovo. Kozica, Kozica, slavno selo Kominicko. Kozica, Kozica, slavno selo Jordanovo. Kozica, Kozica, slavno selo Kominicko. Nigde nema pomilo od rodno selo nema najmilo. Kraj reka Beliska, biće život obavina. Kraj reka Beliska, sega je život obavina. Kozica, Kozica, slavno selo Pečalvarsko. Kozica, Kozica, pesna opejano. Ja izlezi, Đurđo, ja izlezi, sestro, ja izlezi, Đurđo, na peđere. Почитувани мои, по преноќувањето во родното село на македонскиот револуционер Јордан Пиперката, селото Козица, Мавровско-Горно-Реканско-Кичевската којница го продолжи својот пат кон Мечкин камен, во раните Сори, пред самото Искресонце, кон Демихисарско, во правец кон македонските горостаси, Лакенска и Илинска планина, Илинскиот манастир, Свети Илија, а оттаму во правец на административниот центар за Демихисарскиот регион, градот Демихисар, кон револуционерното село Смилево, навлегувајќи во Крушевско, поточно речено во атарот на селото Прибилци, а оттаму низ атарот на селото Остилци кон Кушево, кон Мечкин камен. Драги мои, за тоа како ја поминавме ова патна делница од 250 километарскиот пат, по кој пат пред точно 114 години се одвивале пред илинденските и илинденските револуционерни настани по донесената одлука на Конгресот одржан во Солун во 1903 година од страна на Македонската револуционерна организација за крајање на востание против Отоманската империја, по донесувањето на одлуката за крајање на ослободително востание на македонскиот народ и исто така против Отоманската империја од страна на Битолскиот револуционерен округ, одржан во селото Смилево во 1903 година. Востанието да започне на сам ден на Свети Илија ќе ви пренесиме во наредната репортажа. Pra